Општините треба да организираат ковид работно време. Оваа новина произлегува од новите мерки предложени од Комисијата за заразни болести, а усвоени од владата, кои меѓу другото предвидуваат и промени во работното време на администрацијата. Целата државна и јавна администрација, општините и судовите, во согласност со принципот на работа и работниот процес, организирањето на работата да се одвива во смени или онлайн од дома, или пак редуцирано со систем на ротации во зависност од карактеристиките на работниот процес на институциите. Стои во одлуката на владата. Ова значи дека почнувајќи од денес, општините ќе треба да направат ротации во начинот на работа на службите и оделенијата. Понеделник ќе имаме колегиум, секако ќе ги разгледаме сите овие насоки од надлежните и во согласност со насоките и потребите на граѓаните ќе донесеме и одлуки за организирање на работата во локалната самоуправа. Ваквата одлука е епидемиолошки веројатно оправдана, но голема дилема е дали новиот начин на работа ќе биде усогласен со потребите на граѓаните. Проблем ќе има. Ќе има за уопштината да се заврши работа, али до негде и треба ред да се стави. И до сега ако беше ефикасна, добро ќе беше. Ама сега и до сега не беше ефикасна, па не знам и натам колку ќе биде ефикасно и со тоа. Па сигурно ќе има. Затоа што шом од дома, како јас сега ќе комуницирам со него од дома. Па зависи кој како работа. Јас сум пензионерка и можам секој време да завршам. Нема да ви биде проблем тоа? Нема да ми биде проблем. Не верувам, они така не работат добро кога што таму, а не од дома. Сега што ни дое до глава ќе трпеме. Има вработени на шалтер, тие мора да постоа. Како вид? Лош. Нормално дека лошо како. Да не треба документ да вадиш, ако вадиш документ. Никако. Не знам, мене им е јасно тоа. Лош. Дека проблеми на релација администрација-граѓани ќе нема, гарантираат градоначалниците. Кај нас во Делчево ќе биде сменско работење, така да ќе биде покриени потребите на граѓаните во текот на целиот ден и за да со сите нивни потреби кои што ги имаат од локалната самоуправа не заостануваат во временски период, односно да ги решаваме на време. Така да мислам дека со тоа сменско работење на начин на кој што ќе го организираме, ќе постигнеме едно рационално работење на локалната самоуправа за сите потреби на нашите сограѓани. Ваквиот начин на работа многу е веројатно дека ќе биде на сила во текот на зимските месеци. Како тој во пракса ќе функционира, ќе се знае за многу кратко.